Изградба и продажба на станови, Трим и Лум. Загрижувачки се бројките на меѓуврстничко насилство, а особено тоа што насилството денес станува се побрутално. Друг поразителен елемент е пасивноста на оние кои го гледаат, снимаат и го споделуваат на социјалните мрежи. Одговорноста за негово спречување не е само на институциите, туку на семејството, училиштето и целото општество. Ова се дел од пораките од дискусијата за меѓуврстничко насилство и вандализам во пресрет на Меѓународниот ден на младите што се одржа во Охрид. Се шокира просто сега кога ги читав резултатите, дека после секој месец барем двајца биле, ама и толку гледале. Како што ние со нечинење, толерирајќи во светот тоа што се случува, не сме невини, никој не е невин, оние со чинење најмногу, да не зборувам за двојните стандарди и во третирањето на жртвите, и тоа е страшно. Во фокусот на Министерството за образование се превенцијата и навременото препознавање на проблемот. Институциите мора да направат се што можат ризиците да ги сведат на минимум. И во минатото децата ќе се степале на разни теми и повеќе од она што вообичаено го велиме тинејџерско туркање, докажување и така натаму, но сега имаме гасење на цигари од тело, имаме бодење со нож, имаме понижување во најгрубата форма која може, нели, да постои на едно човечко суштество, и она што е најстрашно според мен или еднакво страшно, она немо апатично гледање, па дури и снимање на телефон и постирање на мрежите. Министерството за образование заедно со Комората на психолози започна обуки, чија цел е да се обучат наставниците и стручните служби во училиштата полесно и побрзо да го препознаат агресивното однесување на поединци. До сега се реализирани 7 вакви настани, во кои се опфатени 30 општини. Охрид од утре повторно ќе живее во ритмот на водените спортови. Започнува 4-то издание на Охрид Water Festival, кое годинава ќе трае до 30 август и ќе донесе бројни спортски, рекреативни и забавни содржини. Фестивалот успеа од една храбра идеја да прерасне во автентичен спортски бренд, кажа градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков на денешната пресконференција. Втората половина на август во Охрид веќе е препознатлива по водените спортови, спортските предизвици и активностите поврзани со нашето езеро. Тоа е вистинската насока во која даваме и сакаме да се развива нашиот град, кој покрај своето природно и културно наследство има што да понуди и на љубителите на спортот, активниот туризам и секако здравиот начин на живот. Од 12 до 30 август Охридското езеро повторно ќе биде сцена на голем број спортски и рекреативни активности, а Охрид Water Festival ќе понуди содржини за различни генерации, различни интереси и различни нивоа на спортска подготвеност. Секако посебно место во целата фестивалска програма и оваа година ќе има и Охридскиот пливачки маратон, круна на целиот фестивал, како еден од најзначајните и најпрепознатливите спортски настани поврзани со Охрид. Традицијата на маратонот и неговата уникатна врска со Охридското езеро се вредност која треба да ја негуваме и дополнително да ја афирмираме. Сакам да изразам благодарност за сите охридски клубови, спортисти, спортски работници и организатори, партнери и институции кои се дел од оваа приказна. Токму вашата посветеност покажува дека кога постои заедничка визија, Охрид има капацитет да креира квалитетни настани. Во 19 фестивалски денови, 15 спортски клубови и здруженија ќе организираат надпревари и активности во едрење, кајак, ватерполо, нуркање, пливање, суп, акватлон, спортски риболов и други водени дисциплини. Дел од програмата е и Балканското првенство во пливање и како круна на манифестацијата годинешниот традиционален охридски пливачки маратон. Спортските настани во рамки на фестивалот од година во година стануваат помасовни и привлекуваат учесници не само од Македонија, туку и од голем број европски држави, кажа председателот на фестивалот Никола Вретоски.
Овај настан има големо значење за развојот на водените спортови кај нас, но и за промоција на Охрид и избогатување на туристичката понуда. Радува фактот што од година во година имаме се повеќе учесници од цела Европа, со што фестивалот станува мост за поврзување и соработка меѓу домашните и странските клубови. На Кеј Македонија пред хотел Палас од 26 до 29 август ќе се одржува забавниот дел од програмата со концерти на Ѓоко Танески, Златно Славече, Везилка и Нокаут, а посетителите ќе можат да проследат и изложби посветени на Охридското езеро, водните спортови и неговата флора и фауна. Фестивалот е под покровителство на општина Охрид. Организаторите ги повикаат охриѓани и туристите да бидат дел од него и да ги поддржат учесниците во спортските настани. Охрид Water Festival и останатите поголеми манифестации во Охрид кои ги организира општината придонесуваат не само за зголемување на бројот на туристи, туку пред се за привлекување посетители кои имаат интерес за Охридското езеро, природните убавини и активниот туризам, смета градоначалникот Кирил Пецаков. Како пример ја посочи манифестацијата Охрид трчат, но и неколку други настани кои ги организира општината, како Винскиот фестивал, Охрид Water Festival, Охрид Jazz Festival. Тие се манифестации кои што ние како локална самоуправа почнавме да ги организираме, веќе растат од година во година, добиваат на бројност и покрај квантитетот кој што можеби не е толку значаен во вкупната бројка на туристи кои што добиваат, сепак добиваме на квалитет, односно туристи кои што покрај Охрид го сакаат и Охридското езеро и природните убавини кои што ние како град имаме и да ги понудиме. Така да сето она наследство културно, историско, природните убавини кои што ги посетуваме доаѓаат на сцена кај сите оние туристи кои што сакат да уживаат и затоа токму овие ваквите настани како фестивалот на водени спортови и останатите кои што ги набројав, убеден сум и сигурен сум дека допринесуваат во тоа. Градоначалникот оцени дека токму ваквите спортски и културни настани овозможуваат природното и културното наследство на Охрид да дојде до израз пред посетителите. Нов изглед добиваат внатрешниот и надворешниот паркинг простор во кругот на општата болница Охрид, откако во рамки на соработката меѓу болницата и општината извршено целосно асфалтирање на повеќе површини. Асфалтирани се двата надворешни паркинг простора пред влезот на болницата, просторот пред Институтот за јавно здравје и оделението за инфектологија, како и паркинг просторот кај споредниот влез на болницата. Дополнително асфалтиране и паркинг просторот во внатрешноста на болницата, како и улицата која води кон економската зграда. Санирани се и ударните дупки на главната улица која минува низ болничкиот комплекс. Од Општа болница Охрид информираат дека со реализацијата на овие активности значително се подобрени условите за пристап и движење во болничкиот круг. Во наредниот период е предвидено доуредување и маркирање на паркинг просторот како надворешниот, така и внатрешниот, со што треба да се уреди и начинот на користење на паркинг местата. Раководството на болницата упатува благодарност до градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, како и до одговорните лица во општина Охрид за соработката во реализацијата на активностите. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Денеска во Охрид имавме сончево и топло време со умерена облачност. Максималната дневна температура се искачи до 35 степени. Утре во Охрид сончево и многу топло со мала облачност, ќе дува слаб до умерен ветар од северен правец. Минималната температура од 18 степени, а дневната ќе достигне до 35 степени. Во Македонија утре температурите ќе се движат во интервал од најниска од 14 степени до максимална дневна до 40 степени Целзиусови. Во четврток и во петок попладне ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има услови за невреме со пообилен пороен дожд за кратко време, силен ветер и наместа појава на град. Температурата ќе опадне за неколку степени. Во деновите од викендот и почетокот на новата седмица времето ќе биде стабилно, а дневната температура ќе биде во постепен пораст.